За време на поправка на канализацијски систем под парк во градот Рим, откриена била древна римска статуа на Херкул, која најверојатно потекува од римскиот царски период 27 години пред нашата ера. Ова место ни приреди големо изненадување, мермерна статуа со природна големина. Поради стапот и покривката за глава од лавовска кожа, знаеме дека станува збор за фигура на Херкул, соопшти археолошкиот парк Апија Антика на Facebook. Статуата е откриена при поправка на канализацијски цевки кои предизвикале лизгање на земјиштето. Работниците копале на длабочина од 20 метри и нивните активности, како што е вообичаено во Рим, ги надгледувале археолози. Ваквите откритија не се ништо изненадувачко за Италија, колепката на древното римско царство. Во ноември минатата година беа откриени повеќе бронзени статуи кои со илјадници години лежеле закопани во кал. Археолозите 24 статуи ги открија под урнатините на древната капела Сан Касцијано дел Бањи, град на врв на Рид во областа Сиена. Статуите се на грчко-римски богови, а се проценува дека се стари околу 2300 години. Повеќето статуи, најдени заедно со околу 6000 бронзени, сребрени и златни монети, датираат помеѓу вториот век пред новата ера и првиот век од новата ера. Храмот Кедарнат е еден од најважните хинду храмови во Индија. Се наоѓа во северниот дел на земјата, во хималајскиот Синџир Гарвал, на изворот на реката Мандакини, на височина од 3584 метри. Храмот не само што се наоѓа на живописна локација, туку може да се пофали и со неверојатна приказна. За хиндусите, Кедарнат е суштинска точка на неколку хинду места за аджилак, затоа што представува еден од 12 храмови на богот Шива, свето место во кое Шива се манифестирал. Но Кедарнат, изграден во 8 век, е и чудо од градба, со оглед на тоа што успеал да обстане низ вековите и да не им подлегне на природните катастрофи. До почетокот на 20 век, храмот бил под снег и мраз, и тоа речиси 400 години. Всушност, за време на малата ледена доба, која траела од околу 1300 до околу 1900 година, целата област Кедарнат била дел од глечерот Чорабари. Истражувањето на Институтот за хималајска геологија покажало дека Кедарнат го преживеал овој период без никаква штета. Изграден од камени блокови, поврзани со железни стеги, очигледно е дека е совршено дизајниран за теренот на кој е поставен и за природните катастрофи што го погодуваат, каква што била и страшната поплава од 2013 година, во која загинале 4000 луѓе и која уништила речиси 12.000 куќи во таа област, додека храмот бил неоштетен. Пријатели направија луксузен стамбен комплекс од напуштено училиште. Во 2019 година тројца другари решиле заедно да купат напуштено средно училиште во Пенсилванија по цена од $100,000. Од него направија комплекс со 31 стан. Джеси Вик, Адам Колучи и Ден Спановиќ се нафатиле на овој необичен проект, верувајќи дека можат да направат нешто ново. Запознаен сум со училиштето и да бидам многу искрен, а не бев сигурен што ќе биде најлогично да се прави со зградата. Но за цената морав да го добијам и се надевав дека ќе најдеме добра опција за во иднина, изјавил Джеси Вик, кој исто така е и агент за недвижнини. По 6 месеци, сите станови кои ги направиле биле издадени. Добивките и расходите се поделени помеѓу сите тројца партнери. Потоа тие купиле и друго напуштено училиште во близина во август 2020 година и исто така и него планираат да го реновираат. Супер звездата на YouTube, Мистер Бист, го направил светот поубав за најмалку 1000 луѓе, откако им платил операција на катаракта, пошто им го вратил видот. Тој на својот YouTube канал објавил видео каде рекол: "Лекуваме слепило на 1000 луѓе." Видеото за само 24 часа добило 32 милиони прегледи, а до денес има над 40 милиони прегледи. Видеото содржи емотивни моменти пред и потоа, откако пациентите јасно почнуваат да гледаат по операцијата направена во Флорида. Операциите се реализирани во соработка со доктор кој инаку работи на давање бесплатни операции за катаракта на лица кои немаат здравствено осигурување.
Јутјуберот Џими Доналдсон, исто така познат како Мистер Бист, го контактирал докторот во Флорида и му ја предложил идејата која заеднички ја реализирале. Докторот на крајот имал и по 40 операции дневно. Почнале да се собираат пациенти со повикување бездомници и различни клиники, кои ќе им дадат списоци на пациенти. Лекарот рекол дека многумина не верувале, оти некој на вистина ќе ги спаси од слепило. Со оглед на огромното количество токсични содржини на социјалните мрежи што ги објавуваат инфлуенсерите, однесувањето на овој јутјубер се издвојува како редок позитивен пример.